Ова се попладневните вести на Слободен печат. Во судницата во Идризово денеска почна рочиштето за Кочанската трагедија, на кое сведочат 5 повредени кои што биле на местото на несреќата. Дел од потресните сведочења беше и она на Кристијан Панов, брат на Андреј кој загина во Кочанската трагедија. Тој дошол вечерта околу 2 часот и 20 минути на роден ден кај другар. Кога се случил пожарот, тој излегол да запали цигара. Излегов надвор, ја запалив цигарата, немаше никој да излезе 30-40 секунди, а потоа сите трчаа. Настана стампедо, кој колку можеше помагаше. Имаше трупови од луѓе еден врз друг. Пред вратата и надвор на скалите се заглавија меѓу двете врати на дискотеката и по 20 минути откако се расчисти стампедото, влегов внатре и го барав брат ми. Му побарав лампа на еден пожарникар, но немаше. Го извадив телефонот, светев и додека го барав, падна нешто врз мене, се распрсна. Морав да излезам и потоа брат ми го најдов на самиот праг. Имаше доста тела, ниедно немаше свест. Јас ги тргав телата барајки го мојот брат, но беше доцна. Тој веќе беше надвор на прагот и веќе никој не го извлеков. Само го видов и го познав по тетоважите, сведочеше тој. Во судницата во Идризово сведочеше Иван Данаилов, кој вечерта на 16 март успел да се спаси од трагедијата. Тој раскажува дека по излегувањето надвор видел 2 до 3 полицајци кои, како што вели, само стоеле и ништо не преземале. Пожарот настана во 2 часот и 32 минути. Прво него забележавме беше над нашите глави, надвор од нашето видно поле. Еден од бендот кажа дека има пожар. Настапот беше стопиран и го повикаа газдата да донесе против пожарен апарат. При излегување се разминав со Михајло кој влегуваше внатре со против пожарен апарат. Имаше и друго лице кое од бината се обидуваше да го гаси пожарот со апаратот, раскажува тој. Според сведокот, кога станало јасно дека ситуацијата е сериозна, кај излезот веќе настанало стампедо. Почнав да чувствувам задушливост, тешко се дишеше. Во таа турканица сите се обидувавме да излеземе. Тогаш некој се сопна на скалите и сите паднавме едни врз други, вели Данаилов. Камионскиот превоз целосно запре. Камионџиите ги блокираа граничните премини. Денес од 12 часот започна најавената блокада на камионџиите. Превозниците ги блокираат граничните премини и бараат решение за престојот во Шенген зоната. На протестот се обединија возачите од Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Македонија, а блокирани се граничните терминали за товар. Кај нас се затворени граничните премини Деве Бајер, Делчево, Ново село, Доиран, Богородица, Меджитлија, Ќафасан, Блато и Блаце, а Табанов се Прешево е затворен од српска страна. Поради воведувањето на новиот систем за влез и излез на Европската Унија, македонските превозници, како и од останатите 3 држави, најавија дека за почеток блокадата ќе трае 7 дена. Се бара решавање на проблемот со евиденција на престој во Европската Унија во согласно со правилото 90-180 дена за професионалните возачи. Селами ветува дека ќе ја врати довербата во институцијата Народен правобранител. Враќање на довербата во институцијата Народен правобранител со работка и кадровска екипираност ќе бидат во фокусот на новоизбраниот омбудсман Фатон Селами, кој денеска даде свечена изјава пред председателот на Собранието Африм Гаши по повод постапувањето на новата функција. Председателот на Собранието Гаши му ја честита функцијата на Селам, посакувајќи му успех и порача да биде во служба на народот, да ги брани правата на сите граѓани без разлика на нивната етничка, религиозна и партиска припадност. Селмани истакна дека ја прифаќа функцијата, се заблагодари за укажаната доверба и соопшти дека ќе работи професионално, непристрасно со највисока посветеност кон граѓаните, со почитување на уставот и законите. Слободен печат открива како ќе изгледа новата европска програма за откажување од пушењето во Македонија. Ниту еден дим повеќе. Оваа одлука на пушачот е основата на програмата за откажување од пушењето, која Министерството за здравство ја најавува во склоп на Законот за заштита од пушењето и ќе ја спроведе заедно со 10 центри за јавно здравје во Македонија. Слободен печат во Министерството за здравство и во Институтот за јавно здравје Скопје праша како ќе изгледа програмата за
за откажување од пушењето, која што министерот Азир Алиу ја најавува како европска и модерна, а ќе може да ја користат сите што сакаат да се откажат од пушењето. Добивме документ стандардна оперативна процедура за работа на советувалиштата за откажување од користење тутун при центрите за јавно здравје. Документот е обемен и во него е опишано како ќе изгледа одвикнувањето на секој еден граѓанин кој ќе пројави интерес. Главното е дека пушачот ќе се откажува потполно и одеднаш. Поточно програмата е базирана на тоа дека нема да има постепено намалување на цигарите, туку свесна одлука за датум од кога граѓанинот престанува да пуши и ниту еден дим повеќе. Во советувалиштата за откажување од пушењето ќе се спроведува објаснување за важноста за наглото прекинување и правилото на ниту еден дим, ќе се дискутираат лековите за одвикнување од пушењето, а ако се добијат донации, тие бесплатно ќе им се делат на оние што сакаат да се откажат од пушење, бидејќи се работи за лекови што се купуваат без рецепта. Целата стратегија со која што во центрите за јавно здравје ќе им се помага на пушачите да престанат со лошата навика е веќе проверена од Светската здравствена организација и се состои во 4 чекори. Поставете датум за откажување, кажете им на семејството, пријателите и соработниците, очекувајте предизвици и отстранете ги тутунските и никотинските производи. Најмалку 10 лица загинаа во силната зимска бура што ги погоди Соединетите Американски држави во последните денови. Повеќе од 1 милион домови останаа без електрична енергија, а илјадници летови се откажани. Националната метеоролошка служба соопшти дека денес се очекуваат повеќе снег, мраз и дожд, додека 20 држави и федералниот главен град Вашингтон прогласија вонредна состојба. Некои метеоролози ја нарекуваат најлошата зимска бура што ја виделе Соединетите Американски држави во последните децении. Тие соопштија дека носат температури под нулата, обилни снежни врнежи и акумулација на мраз со потенцијално катастрофални последици. Градоначалникот на Њујорк, Зохран Мамдани, изјави дека 5 лица биле пронајдени мртви на отворено во текот на викендот. Иако се уште не ги знаеме причините за нивната смрт, ништо не е поостар потсетник за големата опасност од екстремен студ и ранливоста на многу жители, особено бездомниците во Њујорк, нагласи тој. Песков го нарече територијалниот дел од формулата Енкоридж клучен за Русија. Кремљ денеска изјави дека територијалното прашање останува фундаментално за Русија во постигнувањето договор за прекин на војната во Украина, објави државната новинска агенција ТАСС по трилатералните разговори во Абу Даби за време на викендот. Председателот Владимир Путин постојано повторуваше дека Русија ќе го заземе со воена сила целиот украински регион Донбас, од кој 90% моментално се контролирани од силите на Москва, ако Киев не се согласи да го предаде како дел од мировниот договор. Не е тајна дека ова е наш цврст став на нашиот председател, дека територијалното прашање, кое е дел од формулата Енкоридж, е од фундаментално значење за руската страна, изјави портпаролот на Кремљ Димитри Песков според ТАСС. Под слоганот "Не сме против полицијата, ние сме против полицијата што убива", неколку илјади луѓе демонстрираа синоќа во Париз изразувајќи ја својата поддршка за семејството на Ел Хасане Диара, мавританец кој почина во полициска станица Ноқта меѓу 14 и 15 јануари, пренесува телевизијата БФМ. Една недела по првичните демонстрации толпата се собра на влезот од стамбена зграда каде што живеат работници мигранти во северозападните предградија на Париз, каде што живеел и 30-годишниот Диара. Неговото апсење се случило токму пред оваа зграда. Многу членови на неговото семејство облечени во црни маички со слоганот "Правда и вистина" држаа транспарент со зборот "Правда". Диара, кој што имал 35 години, бил однесен во полициската станица каде што починал. Двајцата полицајци кои го уапсиле се уште се на должност, изјави локалната пратеничка Ан Бодон од Комунистичката партија. Не разбираме зошто Министерството за внатрешни работи не сметало за соодветно да ги суспендира, додаде таа. Во оваа фаза не ја знаеме причината за смртта, изјави министерот за внатрешни работи Лоран Нуњес за весникот Ле Паризиен во интервју
изјави вчера, додавајќи дека полицаецот кој на видеото се гледа како го удира 35-годишникот ќе мора да објасни. Американскиот државен секретар Марко Рубио во неделата го предупреди Ирак за какво било зближување со Иран, бидејќи се очекува поранешниот премиер Нури ал Малики, кој е поддржан од шиитските партии блиски до Техеран, да се врати на функцијата, пренесува Ал Арабија. Малики фигура во повоената ирачка политика, во саботата ја обезбеди поддршката од главната шиитска алијанса во земјата, коалицијската привремена власт која има мнозинство во парламентот и има различни врски со Исламската република. За време на телефонскиот разговор со премиерот во заменување Мохамед Шија Ал Судани, Рубио рече дека се надева од следната влада ќе го направи Ирак сила за стабилност, просперитет и безбедност на Блискиот Исток. Секретарот Рубио нагласи дека влада контролирана од Иран не може успешно да ги стави интересите на Ирак на прво место, да го држи Ирак подалеку од регионалните конфликти и да ги унапреди меѓусебно корисните односи меѓу САД и Ирак, според соопштението подпишано од портпаролот на Стейт Департментот Томи Пигот. Денеска е 26 јануар, ова беа попладневните вести на Слободен печат. Утре се гледаме повторно. Пријатен ден.